Nasıl görünüyor? Sanki başka bir yer, başka bir dünya. Koyunlara çocuğun gibi bakacaksın. Ormandan bir çığlık sesi geldi. Çığlık mı? Yo. Bu köyün ilk meşhurusun ya. Sana bir şey göstermek istiyorum. Burada DJ sen misin? Hiç DJ'ye benzemiyor. Traktörden müzik açar mısınız? Baba! Baba dur yapma. Bütün köy hakkında konuşacak. Biliyor musun? DJ olmak için birden fazla şarkı çalman gerekiyormuş. Gerçekten öğrenecek misin? Canın nasıl isterse öyle oyna. Herkes seni görecek. Düğün değil talep. Aç kapıyı! Aya artık yok. Sence başaracak mıyız? Çok iyi olacak. Öyle mi diyorsun? Hemen buraya gel. Цитирам ваша изјава после наградите на Санденс, освоивме Лига на шампиони. Но мора да признаете дека Македонија исто така ги освои овие награди, не само вие. Ова се награди и на Македонија. Да, Sundance е еден од најголемите фестивали за независен филм во Америка, основан од Роберт Редфорд. Воедно фестивал кој служи како платформа за дебитанти. Пред се, некои од луѓето кои излегле од Sundance се и Тарантино, Кевин Смит и многу други кои своите први филмови ги прикажале таму. Како се гледате ако се споредите со Тарантино? Па не би се споредил со Тарантино. Што? Па ние сме сепак едни, да кажам, аутсайдери кои не се од локалси, не се од Америка, меѓутоа сепак сме признаени на некој начин за својата работа. Зошто се сметате како аутсайдер ако сте исклучително талентиран, образован? Па од аспект дека правиме филмови од неанглиски подрачје. Тој аспект. Не од никаде другаде. Тоа нема никаква врска. Па има врска во смисла таа дека секогаш тие филмови се за неа са помалку интересни, да кажем, од филмовите од англиско подрачје. На Sundance најголемите дистрибутори најчесто ги гледаат филмовите од англиско подрачје. Но тоа не беше пресудно, сепак добивте наград. Тоа го толкуваме како, да, како огромно признание дека имаме квалитет и дека сме спремни рамо до рамо да се носиме со најдобри. Значи сепак не сте аутсайдер. Да, да речеме. Прави. Кога ќе го види македонската публика филмот? Па се надевам најбрзо што може, и сега одма да го видиме, меѓутоа мора да запазиме некој ред на европска премиера мора да има, па потоа ќе се случат локалните премиери во сите земји кои го поддржуваат филмот. Македонија? Македонија, Чешка, Србија и Хрватска. Кога би било тоа? Па се надевам до крај на мај, да кажеме дека сите тие земји ќе имаат својата премиера. Дали очекувате награди во Македонија? Не. Зошто? Па не очекувам никогаш награда. Тоа ми е најдобра стартна позиција, па ако има нешто супер.
Ваш коментар околу ставот на Агенцијата за филм да не се вложуваат пари во филмовите. Тоа беше прилично шокантна одлука. Да, тоа беше лоша одлука според мене. Последиците од таа одлука ќе ги видиме допрва, најверојатно на едната година. Бидејќи сега оваа година се снимаат филмови, така да нема да се осети таа одлука. Меѓутоа, понатаму, мислам дека 2026 година ќе се осети последица од таа одлука. Тоа е тоа што имам за тоа да кажам. Мислам дека финансирањето на филм мора да продолжува во континуитет, да нема паузи. Кои беа причините да се прекине да се финансира? Па искрено не знам да кажам. Мене таа нема логика за одлука. Вие не бевте повикани, вие филмаџиите, на некаква јавна дебата околу ова прашање за пирање на финансирање на филмови? Тоа беше одлука која ги изненади сите. Сега не побаравте средба со министерот за култура. Средба со министерот имавме во однос на патувањето на Санденс, меѓутоа во тој момент не се знаеше дека ќе се случи тоа, така да од тогаш не снимале средба. Не побаравте вие? На таа тема? Да. Не, затоа што бевме премногу окупирани со патувањето, со промоција на филмот. Последните фази од постпродукција кои траја до, можам да кажам, до една недела пред да почне фестивалот. Така да тоа беше нашиот фокус во тој момент. Сега дали би побарале? Па да, би сакале да видиме што ќе случи понатаму, би сакале да видиме поголема поддршка за македонскиот филм. Дефинитивно тоа е нешто што ќе мораме ние како генерација на режисери да се здружиме заедно да настапиме. Околу новите и старите генерации, која е разликата? Па, она што ја би го кажал како главна разлика е, мислам дека имаме многу поголемо единство. Би рекол дека има многу голема поддршка меѓу режисерите и авторите. Меѓутоа, тоа е моја перцепција, не знам дали навистина е така. И мислам дека тоа што највеќе ме радува е што заедно да се израдуваме на меѓусебниот успех. Да, видов. Ви честитаа многу Вардан Тозија, Ѓурче Ставрев. Еден дел од нив видов. Режисер или автор кој не честиташе на нашиот успех, што многу ме радува. Јас сегаш кога ќе имаме успех, гледам да видам прв што честита и да се радувам на другиот успех. Мислам дека тоа е многу важно и нешто што не двои да кажем од другите генерации. Не гледам дека поседувате партиска книшка, не гледам дека вашиот татко, кој е легендарен театарски режисер, воопшто посредувал, ургирал да добиете награди, светски награди. Значи, светот сепак функционира сосема поинаку од Македонија. Па мислам се што е, да кажам, секој успех кој е далеко од Македонија е тешко да се оспори. Мислам дека тоа зборува само за себе, на некој начин. Така да не знам дали добро го разбрав прашањето. Меѓутоа мислам дека Оваа држава владе, царува партиската книшка и сами знаете, партијата е се, таа вработува, таа закопува, таа прави кариери, но и уништува кариери, дали сте, зависно од тоа дали сте во вистинската партија. Како вие доживувате вие оваа држава? па стои контраст. Мислам дека успехот сегаш ќе најде начин да исклива на површина, меѓутоа мислам дека ние сме во една ситуација каде што успехот надвор од Македонија е можеби дури полесен од успехот од Македонија. Тоа би го кажам. Добре. Па значи дека не знам кој би ме кажам од тоа, но успехот тешко се простува, тоа најтешко се простува. А меѓутоа она што е, мислам, суштински за нас, па ќе кажам, е дека мора да го поддржиме успехот и кога не е наш личното. Значи, тоа е, мислам, во суштинско што според мене нема врска со партија, толку колку што има врска со еден менталитет.
во моментот ние кога ќе можеме да го поддржиме туѓиот успех, мислам дека ќе живееме комплетно. Често зрееме како општество. Иде пред нао. Да. Овде владе е покорна култура, за разлика од миту движењето кое го крена светот, го крена на нозе светот, но и регионот го крена, тука се уште владе мок. Имате ли објаснување зошто? Па не можам да си објаснам до крај, мислам дека живееме во многу мала средина. И мислам дека тоа ни влијае на многу работи како се однесуваме, во однос имаме некој страв. Се што излегува на површина да се дознава многу брзо и многу мала средина на луѓе, да кажам, нема, ни фали некоја слобода. Слобода од туѓото мислење, слобода од што ги каже комшијата, слобода од што ги кажат родителите. И тие се многу силни влијанија во нашата култура. Многу посилни од желбата да се изразиме или да бидеме тие што сме. Да бидеме слободни во тоа што зборуваме. Тоа е таа покорна култура, стравот кој царува, всушност, како што партијата царува и царува една култура на племенска заедница. Кои позитивни аспекти од тоа, не е све негативно. Бидејќи од друга страна па се држиме заедно, знаеме да си помагаме и да преживееме во ситуации каде што во други земји потешко се преживуваат. Меѓутоа, пак кажам, тоа е минусот е едно константно чувство дека сме гледани од сите околу нас и наблюдувани. Под лупа. Да. Еден ваш цитат: во 36 дена снимање се чувствував како да сум завршил 4 години факултет. Сега да објасните што е тешко околу правењето на овој филм. Дали е тешко да се биде режисер на филм или само овој филм е во прашање? Да, искуството сигурно да се го прави своето. За мене беше екстремно тешко снимањето. Од повеќе аспекти. Прво, филмот е на турски јазик што не го зборувам. Второ, сите главните тројца глумци се прв пат пред камера. Мене ми е прв долгометражен филм. Снимане во планина, ние сме навикнати на некои услови за по-градски, да кажам. И се тоа комбинација беше екстремно тешко, меѓутоа тешко во смисла дека ме доведе на границата на моето знаење и на моето способност. Што јас намерно ја предизвикав. Во дискусија со некои мои пријатели често се шалиме дека ова е трет филм, не е прв филм. И така со тој скок, да кажем, на некоја прогресија на развој на режисер се предизвикав максимално. Тоа го платив на различни начини, меѓутоа квалитетот кој има филмот на крај исто произлегува од таа. На кој начин е платено? Со многу непроспиени ноќи и многу големи сомнежи околу себе и моите можности. Нормално, интелигентните луѓе се преиспитуваат. Околу критиките одлични се, добиени се без партиска книжка, повторно да потенцираме. Очекувате ли во Македонија критики? Добри критики? Не очекувам ништо, пак ќе кажам. Значи, би ми било драго ако има позитивни критики, меѓутоа мислам дека македонската публика ќе биде потешка од американската публика. Да. Добра, зошто? Пак заради тој комплекс некако? Не ради комплекс, него чисто ради перцепцијата. Значи, во Sundance одиме како екипа од Македонија, луѓето влегуваат на кино без никакви очекувања, така гледаат филм. А тука се враќаме во Sundance со 2 награди и очекувањата ќе бидат многу поголеми. Така сигурно мислам дека тоа ќе влијае. Ќе би биде важно тоа? Не многу. Зошто би било важно? Ба не, мислам, сака македонската публика да ме сака филм. Мислам, би ми било драго. Не би ве погодило ако има лоша критика? Не премногу, не. Нема зошто, така. Така. Околу македонскиот идентитет со на подалба на патриоти и предавници сега се руши тој стереотип со самиот факт што имате во филмот всушност луѓе кои говорат на турски јазик. Не знам како можам што ви кажам за тоа, мислам ја цело време се гледам по тоа дека ние сме толку малку луѓе тука.
што апсолутно секакви подолби ми се комплетно безсмислени. И опасни. Па да, мислам, у суштина, мислам дека мораме ние да се договориме заедно за една работа. Не мора за сите работи се договориме, ама една работа за која што мора да се договориме е тоа дека сакаме да промовираме квалитет. И мислам дека само за тоа да може да се договориме дека можеме да направиме стварно многу и чудо. Филмот е на туриски јазик. Идејата е дека ако сте добар режисер, не е важно на кој јазик се говори во филмот. Приказната за детето Јурук од Радовиш, за да се задржи таа автентичност на приказната и на регионот, се одлучивме да биде на турски јазик и во филмот играат актери од селото Аликоч, од Радовиш и од Струмица. Односно не актери, тоа се деца, дека можеме прво појавување пред камера. На туричици, да. Да. Значи, филмот има една универзална, да кажам, моќ, каде што кога приказната е автентична, резонира со многу поширока публика од локалната публика, да кажам. И тоа беше целосно главен фокус на направењето на филмот, да биде што поавтентично е возможно за тој регион и за таа јуричка култура која е автентична за Балканот и Македонија. Дали сте режирале во театар? Не. Но сигурно сте режирале на факултет. Најтешко е тоа што треба ти да го режираш. Најтешко е тоа што треба... Нима разлики. Па не, има големи разлики, верувам, меѓутоа се многу различни. Во филм е многу полесно да се излажем. Во театар се бара, нема монтажа, така, не може да се скријат маните на глумата, да кажем, така и гледаме глумците, мора да бидат консистентни, мора да бидат добри на распоред, односно секој петок како си таа представа, мора да консистентно да бъдат добри луѓе, додека во филмот е доволно еден момент да се фати од изvedбата на актерот и таа станува за секогаш. Така да има и предности и минуси, мислам дека и двете се тешки на свој начин, не би рекол едното дека е потешно држава. Како организација, како проект и како должина на работа, филмот е потежак, меѓутоа театарот носи други своји предизвици кои се. Да. Проблематично. Да, апсолутно. Прашав за движењето МИТУ, сега ме интересира кейнсел културата, практично заради тоа што им се уништува од друга страна кариерата, кога нема докази. Прилично е дискутабилно некој од случаите, велам. Тоа е доста тешко прашање за одговарање, бидејќи на една страна жртвите треба да сеќаат слободата да излезат, своите приказни. Меѓутоа, мислам дека и медиумите исто имаат голема одговорност како ги пренесуваат тие, дали доволно се испитани сите аспекти од тие приказни. Така да, опасно е едното, ама и другото, така да мора да, од една страна треба да има добра средина за жртвите да можат да ги кажат своите искуства, а меѓутоа да има и да биде тоа поддржано и со нека истрага која што ќе може да ги потврди тие факти пред медиумите, нели, да завршат кариерата на други луѓе. Вуди Ален и Кевин Спейси се истурени уметници околу МИТУ движењето. Ме интересира сега што е поопасно и што е поважно, да се уништи човекот или уметникот, или не може такви подалби да се прават. Мислам тоа е речици филозофско прашање во смисла дали авторот може да се оддели од делото. Да. Мислам дека е тоа многу важно да се направи во еден момент од аспект на дека делото има една моќ, да кажам, или може да промени човечки живот на начин на кој што авторот како човек не е важен, да кажем, не е поврзан со тоа. Во говорот кога ја добивме наградата од журито, кажав колку е прекрасно кога авторот веќе не е важен. Така завршив со последната реченица.
во смисла дека делото веќе сега има свој живот. Така да јас од тој аспект мислам дека делата имаат свој живот, кои се независни од авторите, и мислам дека е важно таа подолба да си ја направиме во глава, затоа што многу од авторите може да не ни се допаѓаат како луѓе или може да прават работи кои не ни се допаѓаат, меѓутоа делото само по себе има друго значење во живот. Благодарам. Македонската кинематографија и филмовите кои допираат до публиката надвор од границите на нашата земја се високо ценети од вистинските познавачи на филмот. Јас тоа можам да го кажам слободно, бидејќи покрај мојата новинарска работа, од 2013 година сум главниот селектор на меѓународниот филмски фестивал во Нанси, на кој се прикажуваат во официјалната конкуренција над 150 филмови од целиот свет, а конкурирале најмалку 3000. Меѓу селекционираните филмови често прикажуваме македонски продукции. Последниот пат тоа беше минатата есен во рамките на ретроспективата посветена на 30 годишнината на фестивалот. Така, по втор пат, беше прикажан филмот Gypsy Magic на режисерот Столе Попов, кој во 2016 година, на барање на еден од главните актери на филмот, Предраг Мики Манойлович, кој беше специјален гостин на фестивалот, беше повторно преведен и титлуван на француски јазик, и повторно и беше прикажан на француската публика која и му ја додели наградата на публиката после неговата прва проекција на фестивалот во Монпелје, кој на времето беше еден од водечките фестивали во Медитеранот, каде ја освои главната награда на фестивалот. Во селекцијата на фестивалот се најде и краткометражниот филм на Марко Ѓоковиќ, Еклер, кој во 2017 година ја доби големата награда на фестивалот за краткометражен филм. Француската публика исто така имаше можност повторно да го открие и краткометражниот експериментален филм на Милчо Манчевски Крајот на времето. Публиката во Нанси, како што реков, е навикната да гледа македонски филмски продукции кои се редовно застапени на големиот екран. Изминатата година тука беше представен филмот До Балчак и Gypsy Magic со наградата на публиката на Столе Попов, а беа прикажувани филмовите Пред дождот, Бикини Мун и Мајки на Милчо Манчевски, Панкот не е мртов, Незаборавена пролет во заборавено село, на Пуштрин Бектеши, Јас сум од Тито Велес на Теона Митеска, Исцелител на Ѓорче Ставрески, кој доби наградата на публиката, Годината на мајмунот на Владимир Блажевски, како и големата награда на фестивалот за Со љубов на Илија Цветковски во селекција на документарни филмови во 2018 година. Медена земја на Љубомир Стефанов и Тамара Котевска првпат беа прикажени во Франција на фестивалот во Нанси, како и До Балчак на Столе Попов. Игор Иванов тука беше со филмот Хомо, а исто така тој беше и член на жирито на фестивалот. Не треба да се заборави ни филмот Джигант на Вардан Тозија и Лазар на Светозар Ристовски. Во 2017 година фестивалот организираше посебен фокус на филмската продукција на земјите од Балканот, Северна Македонија, Грција, Албанија, Косово, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Во рамките на фестивалот беше поместена изложбата на фотографското творештво на браќата Манаки во контекст на Првата светска војна од авторот Роберт Јанкуловски. Филмовите на македонските режисери се поздравени од публиката и професионалните работници како филмови кои отвораат ново поглавје во македонската и балканската кинематографија. Доста брзо заборавивме дека до само неколку години неколку македонски продукции се најдоа на редовниот кино репертуар во Франција и во други европски земји. Чекавме скоро 3 децении Пред дождот на Манчевски за во киносалите да видиме македонски филмови како Господ постои, Името му е Петрунија, кој освои наградата Лукс на Европскиот парламент, потоа најсреќниот човек на светот, Медена земја и сигурно дека и DJ Ахмет на Георги Унковски ќе се најде во киносалите, бидејќи за него се грижи една од во моментов водечките дистрибуции филм Бутик од Берлин и Лион, со која сега преговараме да го добиеме кој можно и на фестивалот во Нанси. Накратко, македонските филмови и македонските режисери се вистински амбасадори на нашата земја во светот. Можеби пред се е потребно нивно поголемо и подобро представување и пласирање на пазарот на филмот кој е немилосрден, но со вистинска политика
kako ta na Južna Koreja čestopati je spomenuvam, so svojata muzika, filmovi i televizijski drami, može da se nametneme prvo na domašnji pazar, potom v regionot, a sigurno i vo svetot. Filmski od festivala od Nansi, kako što rekao, već je nekoliko godini su работува со Центарот за култура во Битола во организирање на филмскиот фестивал за млада публика, така наречената мала школа на краткиот филм, кој годинава се очекува по 5 пат да дојде во Битола, а тука е и меѓународниот етнографски филмски фестивал Илиненски денови во Битола, а целта на фестивалот од Нанси, како и своите, да речам, помлади браќа во Битола, е надминување на границите и предрасудите, како и филмовите кои ни доаѓаат од Македонија.